Микрофонот. Тон. Прашај ги, не знам. Добар ден, дечки, кого да прашаат? Ништо не, се зборувавме. Ништо само се зборувавме. Јако, дечки. Како сте? Добри сме вие? Еве, уште 4 минути па да почнеме. Океј. И пак може да се зборувате додека не почнеме. Добар ден, наставниче. Добар ден. Ајде ви споделам тоа што ќе го работиме денес. Наставниче, денеска Кахут ќе има? Не, душо, не можеме, уште малку е незгодно да завршиме некои работи со да поднаучиме за агли, за да можеме да користиме задачи, веќе од наредниот час ќе може да имаме. Добро. А наставниче, за она игра на Кахут, не знам јас како е фино, пробував да влезам, ама не го знам фино. И па на која што е наместена во групите? Па да, вие што пуштивте линк и таа куќи, па ме не го знае Па фино. пишено пишува од оздола пин, ми се чи највечер кој ќе ги местам двете што ги имаме, ќе ги наместам во групите и ќе ви го пишам пинот за да си ја играте. Океј. Наставниче, Повели Стефан? Мене агломерот ми беше во кофрчето по техничко. Биди здрав и жив. Не можеш да се снајдиш сега? Ај сега ќе ти кажеме една алатка, денеска, бидејќи сега дигитално време, нели? Денеска ќе ви кажеме една алатка што може да си ја користите дома место агломер, ама дигитален агломер. Тој ќе ви мери се што ќе нацртате дигитално, ама нема да ви го мери тоа што ќе го имате на тетрадка. За да го направите тоа ќе треба друг начин да направиме, ќе зборуваме и за тоа денес. Значи за другото ќе ти треба физички агломер. Ама денес ќе направиме со дигитално нешто што е најблиску до тоа природното. И видите, ајде, за едно 2 минути. Еве гледате на сликата тоа што ќе го работиме. Е 37 сме веќе сега. Линкот на страната за да ја разгледате, на која што ќе бидат прикажани цртањата што денес ќе ги правиме, ќе ви го пуштам во чет, а после ќе ви го пуштам исто така и во групите, за да си го имате. Еве вака сега. Че во четот, во местото кај што ни е состанокот сега, ќе ви пуштам еден линк, во кој што денес јас ќе работам, а вие дома од компјутер за телефон не сум баш сигурен дали ќе може, ама ќе провериме. Ќе проверите вие, ќе ми кажете. Јас го пробував на компјутер и совршено добро функционира, а за да го направиме тоа обично, ќе видиме дали ќе може. Значи сега точно е 16 часот. Наставниче, има гости? Видам, мислам дека имаш. Да, имаме. Дури двајца. Имаме 40 наши ученици и двајца гости. Помалку од вчерашниот ден, ќе почекаме уште некоја минута, сите знаете кога треба. Сега е официјалниот почеток на часот. Како што се приклучувате, ќе се приклучувате веднаш самите. Дали Леонид Талески е приклучен?
Мислам дека не е. Не е Валовник. Еве сега го додавам. Сега го додавам па да видиме. Лубичи, добар ден, наставниче. Добар ден. Како што гледате на сликата, денес ќе работиме. Значи официјално нема да почнеме уште 4 минути, по 4-5 официјално почнуваме, ама да ви прикажам што ќе работиме денес. Добар ден. Денес ќе работиме на мерење на агли, значи секој пред вас треба да има агломер за да може да ги измери аглите што ќе ги нацртате. Јас ќе ви покажам. Сега да приклучиме, имаме двајца гости. Еве горете. Значи дојдовме 50. Значи денес ќе работиме за агли. Како што гледате, ќе учиме да ги мериме аглите. Исто така прво ќе ви кажам неколку работи што е многу битно да ги забележите. Ајде да видиме. Во ред. Еве вака, се 50 ученици сне, добро е. Повели? Исклучи само јас, ти приклучи се. Повели? Повели? Јас немам агломер. Па добро, сега ќе гледате, ама за да ги завршувате активностите ќе морате дома. Ќе ви кажам една алатка во која што дигитално ќе мерите агли, ќе ги научите да ги мерите, ама физички да го направите кај вас, ќе мора да имате физички агломер до вас. Како што гледате на сликата тука. Наставниче, в петок ќе учиме? Петок е празник безлатен, ќе одмориме од учењето. Петок и понеделник. Петок ќе треба да ви ги пратам евидентните листови на сите, ќе се договориме како. Јас веќе знам, ама ќе најдеме начин. Ево 4-3 минути ще повели. Дали понеделник нема да учиме? Нема да учиме, душо. Ќе одморите, од вторник почнуваме. Значи утре ќе не биде часот, по петок нема да имаме, исто така и понеделник нема да имаме. Ќе одморите од сите притисоци. Малку дома ќе си поседите, како да излеговте надвор девек. Собирајте сили за најверојатно уште еден месец дома. Така ми мириса работата. А што мисле, дали ви се интересни часовите вака што ги држите? Да, Молам? Да. Петок треба да ви ги дадам евидентните, мислам евидентните, не вашите, на секој оделенски раководител на неговото. На начин како што тој ќе одпредели. Наставниче, нека заврши вирусов, да одиме на училиште, оти дома досадно. Оти досадно дома, баравте дома да наидете на училиште, сега ви е досадно дома. На училиште побрзо ни поминува времето. Ајде вака, ете вака, дечки. Сега, повели? Ќе имаме час утре? Утре шостне, четврток, да. Ќе имаме. Петок нема да имаме. И понеделник. Ајде вака сега. Добар ден на сите. Сега е 16 часот и 5 минути и официјално да го отвориме денешниот час. Денес, како што може да забележите и во поканата, имаме мерење на агли и проценка на агли. Че минатиот час зборувавме за видови на агли. Значи, еднаш ве подсетувам, микрофоните не мора да ви бидат пуштени, повели? Слушам. Сабота и недела час. Не бе каква сабота и недела, ние петок нема да имаме понеделник, одморете малку.
Важно е да преживееме, ќе научиме сега. Дали помалку или поќе, ќе научиме. Вака се. Значи, прво да се подсетиме на тоа што го учевме вчера. Вчера работевме за видови на агли. Ги кажавме сите видови на агли и сега ќе се обидиме на брзина да ги повториме. Имавме прво го спомнавме полнагол. Тоа беше аголот што имаше 360 степени. Потоа го спомнавме рамниот агол. Ола? Проценка и мерење на агли. Имавме рамен агол, кој што беше половина од полниот агол или 180 степени. Потоа имавме прав агол, што беше четвртина од полниот агол или половина од рамниот агол, и тој беше 90 степени. Сега, имавме остар агол, тоа е агол што е поголем од 0 степени, а помал од 90 степени. Имавме тап агол, тоа е аголот, да го приклучам, тоа е аголот кој што е поголем од 90 степени, а помал од 180 степени, а рефлексен агол беше аголот што е поголем од рефлексен агол што е поголем од 180, а помал од 360 степени. Сега, исто така, многу битно. Сега ќе пробам да го нацртам. Со помош на часовникот што ви објаснува вчера. Најдобро да ги запомните аглите ако го користите часовникот. Како беше тоа? Сега за секој од аглите ќе користам различна боја. Ако овдека беа стрелките, значи полна агол значеше ако стрелката што е во 3 часот, овдека, заврти цел еден круг и дојде на истото место. На тој начин добивавме полна агол. Ако стрелката од 3 заврти половина круг и дојде овдека сега во 9, че аголот што е образуван долу беше 180 степени. Ако стрелката... Мола? Ова не го повторувате од минати час? Да, како подсетување, затоа што многу ни е битно тоа што ќе го работиме денес. Многу битно. А да го пишуваме... Па можете да го напишите накратко, ако сакате. Затоа што е како кратко повторување. Може некој не беше вчера тука и не го гледаше видеото. Значи, сега имаме стрелката, или во центарот се наоѓаше стрелката. Значи, ако овдека беше 3, сега за да добиевме прав агол, имавме половина завртување. Значи, оваа стрелка требаше да се заврти, да дојде во 6, значи се врти во оваа насока стрелката и аголот е 90 степени. Аголот, сушност, беше делот внатре, делот што го поминува сказалката. Тоа беше, ќе го обојам сега внатре. Ако успеам. Значи, тоа е овој дел овдека. Ова е внатрешноста на аголот, патот што го поминува. Ако сега ги објасниме уште двата најважни агли, најчесто што ги користиме, еве го едниот часовник, еве го другиот часовник. Сега, за да го објасниме остриот агол, правевме на следниот начин. Значи, земате од часовникот, ја цртавме казалката во 3 часа. Ја пишувавме и границата, еве ова е, например, овдека. 6. Овој аголот беше 90. Сега, ако стрелката на часовникот замине било каде во внатрешноста, црвената стрелка било каде да е,
секогаш ќе добивате остар агол. А ако оваа стрелка замени повеќе од 90, а помалку од 180, значи овдека, ќе добијате тап агол. Значи еве овдека. Овдека значи го имаме 3. Рековме сега, за да биде тапа аголот, ја пишувате границата и кракот мора да замени од 90 степени, ама не сме да го помини овдека 9, за да добиеме, тогаш ќе добиеме рефлексен. Значи во овој случај имаме тап агол. Значи, тоа е овој дел овдека, тоа е тапиот агол. И уште, рефлексниот агол, вака ќе го нацртам, каде што лакот ни кажуваше надворешноста, значи овој агол со жолтата внатрешност се викаше рефлексен агол. Исто така зборувавме и за означување. Аголот го означувавме со 3 букви или со една буква, пример на овој начин, или со 3 букви, каде што секогаш средната буква беше темето. А ако го означувате аголот со една буква, тогаш таа буква мора да е темето на аголот. Ова го зборувавме минатиот час. Сега, денес, ќе треба да научиме како се мерат агли. Сега, за таа цел, ќе се вратам во претходниот документ, ќе го копирам агломерот и сега ќе се вратам назад. Сите имате видено агломер, така? Сега. За да биде работата подобра, како што ви ветив, ова ќе го прекинам да го споделувам, ќе ви споделам една веб страна. Ето е таа оваа страна. Значи на оваа веб страна го гледате горе линкот, го имате во чет, ќе ви го пратам во групите на сите. Ни е прикажан агломерот. Значи, агломерот ова е половина од кругот што го представува агломерот, но има и агломери што се цел круг. Тие се многу попрактични за работа, ама овој агломер ние најчесто го користиме, има и прав дел што можеме да го користиме како ленјерче. Главни елементи на агломерот се следни. Забележувате дека имаме многу важно две скали. Една внатрешна скала, што почнува од десно од 0, па се движи до 180, таа е внатрешната скала, и една надворешна скала, која што се движи обратно. Сега справам слика од ова во моментот, за да ви го префрлам во документот кај што работиме, за да можам таму да ви објаснувам. Еве вака, сега ќе го прекинам споделувањето од веб страната, ја видовте, таму ќе цртаме после. И ќе ви го споделам документот на кој што ќе ви објаснувам. Сега го гледате документот по кој што пишувам. На сликата, на жолта основа го имате агломер. Стапката на цртање на и мерење пред се на агол е со помош на агломери следна. Значи, први да ги запознаеме деловите. Некои агломери овдека на средина имате кругче. Значи, нека да има кругче. Во таа точка, треба... Мола? Повели? Ке ни треба за денеска агломер? Па, очигледно ќе ви треба. Ако немате, следете тука за наредниот час, да може да го гледате видеото и да мерите. Значи, во таа точка на средина. Молам? Јас најдов агломер. Нема проблем, добро, следи сега тука. Во таа точка, значи на средина, во кругчето, или во местото кај што се спојуваат линиите. Значи, ова сега ќе го избришем овдека. Ајде, исклучи го микрофонот. Значи, во точката, која што може да биде кругче, или може да биде вака како крст напишено, треба да биде темето на аголот. Сега, која скала ќе ја користите? Внатрешната скала
или надворешната скала, зависи пред се од тоа како ќе почнете со броењето. Сега гледајте, ја појдам малку погоре кај што имаше агол нацртан. Сега, кога гледате аголот, јас ќе се агломерот со аголот што е во него, аголот е нацртан со црвена боја. Е го зголемувам за да подобро го гледате. Сега ме интересира некој од вас да каже кој агол е прикажан на цртежот. Колкава е големината на аголот што е прикажан на цртежот? Кој сака? Може јас? Ајде, повели. Овај агол е тап агол Добро. и има 145 степени. Сега, зошто мислиш дека е тап агол и зошто баш 145, кога имаме на другата скала и 45? Ало, ајде? Стефан, ајде објасни. Мислам ти дека беше, така? Молам? Тап, да. Некој зборува. Знам, не знам, стака. Наставниче, Повели. најдов агло. Добро, сега чувај го, следи што правиме и пишувај го, користи го. Ајде, Стефанија, повели. Зошто сметаш дека е тап првен? Тап агол сметам дека е, бидејќи има повеќе од 90 степени. Значи 90 степени ќе се обидам да го нацртам овде како можам. Еве со ова линија, 90 би било ако е овдека некаде. Така? Евака. Да, тука не. Тука некаде на средина се не го нацртав баш добро, ќе го вратам назад. Значи на 90 ако би било овдека, би било, нели, прав агол. Прав агол. Сега бидејќи ова е повеќе од 90, значи еве го повеќето од 90 до овдека, тоа е точно 145. Значи, како мерите, како определувате? Прво ви забележи дека темето на аголот мора да е кај што се спојуваат стрелките. Сега, овој е почетниот крак, значи овој ќе ти биде тебе почеток. Значи, ако го ова го разгледуваш како стрелка, сега тебе ќе ти е 9 часот. Сега, оваа стрелка се движи или во насока на стрелките на часовникот, поминува 12 и уште се движи, иде овдека, ова ќе биде отприлика, во колку час? Па, не знам, 10. Значи, од 12 до овдека е 3. Значи, овие се 3 часа, разбираш? 3,5. Значи, бидејќи се 3 на 90 степени, еден е на 30. Значи, овдека ќе е 1, на 30 ќе е 2. Значи, ова е повеќе од 1, а помалку од 2. Значи, на тој начин ќе ја правиме и проценката, после ќе видите. Дали ти е јасно? Дали на сите ви е јасно? Сега, видите сега што е штосот. Добро. Видите сега ќе се вратам на следното. Аголот што беше овдека нацртан, може да го измериме, сега ќе споделам страната што беше агломерот. Ќе се обидам да ви нацртам агол. Еве го овдека. Значи сега ќе се обидам да нацртам агол. Го скриеме агломерот. Сега вака. Ќе се обидам да нацртам агол. Ќе го се обидам да го нацртам претходниот агол. Опа, грешка. Требаше да изберам одсечка. Еве вака. И потоа, еве го од прилика аголот што беше преđеска даден. Сега. Точката, ќе земам еве го моливчето. Оваа точката е точката А. Таа е оваа точката овде. Сега, внатрешност на овој агол ќе е овој дел тука. За да го измериме аголот, можеме да почнеме од кецот и да мериме во насока, значи тука да ја наместиме да биде нулата. Но исто така можеме да почнеме и од двојката, а да го наместиме агломерот од таа страна, па да ја користиме другата страна. Сега многу битно, пред да го измерам аголот. Ќе се обидиме заедно сега со ваша помош да се обидиме да го процениме аголот. Колку овој агол сметате дека има степени? Ајде да видиме први некој, еве да се обиди. Колку сметате дека овој агол има степени? Значи правиме проценка. Што мислите вие? Колку степени агол? 120. Еве, некој вика 120, некој вика
130. 120, еве 123, еве 130. Друг кој вика? Некој друг? Дали може да биде 84 степени? А дечки, Не. зошто не може да биде 84? Дека е по-стара, 20 степени. Така, значи ова опција отпаѓа затоа што аголот е тап. Значи мора да биде аголо поголем од 90 степени, а помал од 180. Значи еве ги ови. Сега како ќе се врши проценка? Внимавајте се. Внимавајте. Вршиме проценка. Сето што го проценуваме до 5 степени ви е одлична проценка. Значи вака сега правите. Прво проценувате каде ќе е 90 степени. Цртам права линија и овој дел овдека го проценувам дека ми е 90 степени. Сега треба да проценам колку е ова. Бидејќи, ако го продолжам до раме нагол, ќе добијам дека ова целото 180. Сега, прашањето ми е дали ова делче е повеќе, значи ова делче овдека, сега ќе го означам вака. Е повеќе од половина или помалку од половина? Значи половина мислам од 90 степени. А половина би било 45. Дали е повеќе од 45? Значи ова. Дали е повеќе од 45 или е помалку од 45? Што мислите ви? Помалку е, бедечки. Еве го 45 кај наполу. Ова е помалку од 45. Значи, ако на 90 додадеме 45, тогаш половината би била 135. Значи ова е помалку од 135. Овој нашиот агол е помал од 135. Прашањето е колку е ова делчево? Колку степени мислите дека е помалку од 135? Што мислите? Колку степени би имало овој дел овде? 10 степени. 10? Добро. Еве 10 да земеме, ќе земеме, че конечно завршуваме дека овој агол би имал 125 степени. Ајде да го измериме се. Значи го бараме аголот М, А, Н, колку е голем. Сега ќе го извадам агломерот. Еве вака. И сега ќе се обидиме да го измериме. Прво што правиме? Го носиме агломерот во точката А, кај што беше темето. Бидејќи овдека сега се врти агломерот, кој ќе појдам на крајот, ќе го наместам точно на нулата. Еве кој ќе го зголемам агломерот. Видете, да се гледаат убаво бројките. Може и да го намалите ако сакате. Гледајте сега горе, црната. 121, 2, 3. Значи овој аголот е всушност 123. Тој што кажа на почетокот, 123 беше потполно во право. Значи аголот наш, добро, одлично, е 123 степени. Сега друго ми беше идејата. Како можеме да го измериме и од другата страна? Видете сега. Центарот не го менувате, ама го свртив агломерот, така што надворешната страна, надворешната скала е поклопив да биде 0. Значи кај правата на. Дали го гледате? Сега, бидејќи ова ни е почеток, ќе почнеме да броиме не со оваа скала, туку со скалата кај што ни е, тука ни е почетокот. Еве го 90, 100, 120, еве гледате дека истото 123. Дали ви јасно? Како се вршеше проценка и како се прави? Сега вака. Ова што го нацртавме, ајде јас да го направам како слика. Оти ќе ни треба во документот. Еве вака. Ќе го наместам во документот кај што работиме, за да ви стои. Оти ќе ги имате сите овие документи. Сега ќе се вратам во сликата. Да ве прашам, дали сите го гледате ова што го пишува? Да. Одлично. Еве вака. Добро. Одиме вака сега. Сега ќе се обидам да нацртам, друг агол. Ќе цртаме први на отсечката. И потоа го цртам овој агол. Внимавајте, ќе треба да го измериме, еве да изберам боја. Колку е голем овој агол овде. Значи аголот М, Н, П. Значи, или аголот N,
или аголот МНП. Сега, прво треба да направиме проценка. 25. Ајде да видиме. Значи имаме 25, имаме 36. 40. Еве имаме и 40 степени. Друг? Еве имаме и 45. 37. Мола? 40. Еве имаме 40 веќе. Добро, ај вака се. Да видиме како ја засновате вашата проценка. Прво, дали ова е остар или тап агол? Прво што треба да провериме. Остар агол. Зошто е остар агол? Бидејќи има помалку од 90 степени. Така, се. Значи, за да биде 90 степени, требаше овдека вака нагоре да ја прават. Така? Значи, ова се 90. Сега, прашањето што треба да си го поставите себе си. Дали отворањето на оваа одсечка, значи, одејќи навам, ќе помините половина или помалку од половина? Од ова што го гледате. Дали поминувате половина или помалку од половина? Помалку од половина. Тогаш автоматски сите овие можности, вклучувајќи ова, се добра проценка. Но што мислите ви? Половина би било, сметам според мене, овдека некаде. Овие точки веште. Са, колку степени е ова овдека? 45. 45 е овдека. Значи, овој аголот би требало да има околу 40 на степени. Така, ајде да видиме сега колку е наистина. 40. Сега ќе видиме точно. Значи, еве го агломерот. Првиот чекор го местите центарот во точката Н. Еве вака. Потоа го вртите агломерот, значи внимавајте било како може. Еве са обратно ќе го направам. Кај П ќе го наместам. Го наместам овдека да биде N на 0. Гледате се поклопува. И сега бараме линијата каде е. Че почнуваме од 0, аголот е 36 степени. Ајде да видиме од другата страна. Значи го местите сега точно да се поклопи на нулата. Еве вака. Забележувате? Сега, еве го 0. И се броиме од 0 до плавата линија 36. Значи, аголот МНП е 36 степени. Дали ви јасно? Секоја проценка во интервалот од 31 до 41 степен е одлична. Значи, да проценевте 32 ќе беше сосем добро. Значи, во случајот, проценката 45 не е во ред и проценката 25 не е во ред. Другите проценки се одлични. Од која едната и сосем точно. Дали е ова јасно? Добро е. Ајде сега одиме понатаму. Малку потежок агол сега. Може? Сега ќе видите што кога имате ваква ситуација. Сега го бришам ова. Избришам агломерот. Ќе сменам бојата. Сега ќе се обидиме да направиме следното. Сега ќе нацртам ваков некаков агол. Ево овдека. И ќе нацртам ова. Но, ќе сакам да определам колку е овој дел. М, П, Q. Ни се бара аголот М, П, Q или аголот во точката П. Ама внимавајте, овој агол што е вам. И тоа според аголот ни е негова внатрешност. Прво, овој агол од каков облик е? Како го викавме овој агол? Затоа повторував на почеток. Рефлексен агол. Рефлексен, не е тап, ова е тап агол, овдека внатре. Значи овој агол е рефлексен. И се шо реков за рефлексниот агол? Тој колку степени има?
Повеќе од 180, помалку од 360. Значи, еве го аголот, помалку од 360, а повеќе од 180. Сега да видиме како ќе го процениме овој агол. Ајде први... 220 степени. Молам? 220 степени. 220 степени. Ајде запишуваме еве 220 степени. 215. 240. Добро. 212. 212. 215. 209. 209. Друг некој? Добро. Ајде вака сега да видиме. Ајде сега да видиме како ќе го измериме овој агол. Или први, ајде, како би го измериле овој агол? Еве ќе го извадам и агломерот. Ама агломерот сега во овој наш случај не може да го измери ова доздолот и мери само до 180, а ова е повеќе од 180. Или по самата дефиниција аголот е повеќе од 180 степени. Што мислите, како ќе го определиме аголот? Чекај еден по еден, дечки. Дечки, еден по еден. Билјана прва се јави. Ајде, Билјана. Ќе измериме таквиот агол и потоа ќе го земаме од 360 степени. Одлично. А зошто го одземаме од 360? Затоа што целиот круг има 360 степени. Така, значи, прво ќе го измерите тапиот агол, а потоа ќе го одземите. Сега, бидејќи ние правиме проценка. Значи, треба да правиме проценка сега. Внимавајте сега на следното. Бидејќи правиме проценка, па потоа ќе го мериме. Значи, сега и учиме како се прави проценка на аголот. Еве сменив боја. Треба прво, ова е одсечката, нели да ја продолжиме. Да кажеме дека ова целото, овдека вака, не се извинувам, ова целото, нели, ни е 180 степени. Сега, бидејќи треба да го процениме овој тапиот агол, се прашувате, дали ова делче овдека е повеќе или помалку од 45 степени? Што мислиш ти? А, Билјана? Помалку од 45. Помалку. Ова делче овдека. Добро, ако е помалку, како мислиш дека е? Ова делче овдека. Помалку. Добро, Билјана, како мислиш дека е степенито? Ајде некој друг, не мора Билјана ако не може. Колку степени овој агол има овдека? 35 или 40. Еве 40. 40 ќе земам. Значи, ако овој агол има 40, тоа значи овој црвениот овдека. Тогаш колку има тапиот агол? Како ќе најдеме? 40 минус 180. Обратно. 180 минус 40 би било 140 степени. Значи, овој агол би имал 140. Ако тапиот има 140, рефлексниот колку ќе има? 220. Тогаш би бил 360 минус 140 би бил 220. Сега да видиме. Значи, конечната проценка, рефлексниот е 220. Ајде сега да го измериме, да видиме. Значи, во вакви ситуации, прво го мерите тапиот агол. Евак. Го земате агломерот, го ставате во точката П. Евак. Ова го ротирате да го наместите точно на нулата, се поклопат линиите. И се одиме, броиме 0 од тие почеток, 130, 140 и ене 1 и нешто, 142, скоро на граница. Значи, тапиот агол има, овдека ќе пишам, со друга боја, 100, овдека ако можам да пишам, 142 степени. Е тапиот агол. Тогаш, колку има рефлексниот агол? 218. Па добро, ние земавме 220. Значи сосем ни е одлична проценка. Дали ви јасно?
Еве се, Да. одлично. Еве се уште еден имам за да процениме. Агол. И завршуваме со проценка. Само сега нема ништо да кажем, ќе оставам вие сами тоа да го направите. Оскријам ја агломерот. Значи вака се. Ќе отцртам следниот агол. Ајде вака. Имате, внимавајте, сега е 4:36. Имате 3 минути да размислите, да гледате на цртежов, да си обидите да се нацртате кај вас и да кажете каков е овој агол и колку степени мислите дека има, а потоа заедно ќе го измериме точно. До колку часот ќе трае наставнички? Ова задача да завршиме и ќе видиме после. При крај сме. 121. Запиши и после ќе те прашам да објасниш. Зошто сметаш дека е така? Наставниче, Молам? јас некаде заборав да ви кажам дека нема струја некаде. Добро бе, Златен, нема проблем. Затоа ги снимам јас сите овие часови, а може да си ги гледате после. И овој час се снима. Ја мислам дека е процент. Добро, чуваја проценката, кој ќе помине времето, уште 1,5 минута ќе го кажеш. А пази, треба да образложиш. Наставниче 119. Добро, запиши таму кај тебе, реков, уште чекаме уште 1 минута и почнуваме. Ви дадо време да размислите, да не брзате. Пробајте, нацртајте си кај вас. Добро, запиши си кај тебе, рековме. Ќе видиме до кај сте. Значи, еве, сега помина времето. Ајде, видиме, Софи мислам дека прва беше. Не беше Софи, пред не имаш уште некој. Наставниче јас. Ајде, слушам. Добро, ајде еден по еден. Слушнам првин твојот. Михел, мислам беше. Ајде, Да. ајде. Значи, јас се главно кладов онако. Но не е битно како го стави агломер. Значи, овој агол први вака, кажи ми. Овој агол што е нацртан, А, Б, С. Значи е вака, ќе го земам со друга боја. Аголов А, Б, С. Каков е по облик, од вид? Од кој вид е? Остар, прав, тап, рефлексен, рамен. Каков е? Аголот А, Б, С, видете. Овој дел ни треба. Лакот ни ја кажува неговата внатрешност. Овој агол е рефлексен. На остар е овој внатре. Ова е внатре остар, ама тој не ни треба нас. Значи, со тоа што овој агол е рефлексен, колкава е неговата големина? Но рефлексија да се менче. Па да, тој ни се бара. Значи, повеќе од 180, а помалку од 360. Значи, Михел, за да ја прецениш задачата, што треба прво да направиш? Значи, не да мериш, сега не мериме. Први правиме проценка. Што треба прво да процениш
а потоа да го пресметаш. Кој агол прво треба да го процениш? Остаро. Остриот агол, така, остриот агол. Што мислиш, колку степени има тој? Тоа има 119. Остриот агол има 119, ами ако е 119 не може да е остар, ведош. Значи овој агол ќе биде 60. Значи, овој агол ќе биде меѓу 0, Мора да биде меѓу 0 и 90. Значи, колку степени има овој агол тука? Меѓу 0 и 90. Што мислиш ти? Прилика 60 степени. Прилика. Зошто мислиш дека е од прилика 60? Затоа што ако му се додаде на е така удобно да биде прав агол, Вако мислиш? би било прилика 2 Па, така, затоа што ова би било уствари прилика 2 степени. од прилика 2/3. Значи, овој агол би бил колку степени? Според тебе. Колку се 60. 60 степени. Значи, ако остриот е 60, колкава е проценката за рефлексниот? 300. Прилика 300. 360 минус 60 би било 300 степени. Дали некој друг има друга проценка? Внимавајте, точна проценка ни е до 5 степени. Ајде да видиме се дали точно. Кој има друга проценка? Ајде да видиме колку е сега, ако нема проценка друга. Значи, за да го измериме аголот, го мериме први на остриот агол. Значи, го местите агломерот во темето Б. Сега, внимавајте, ако направите ваква грешка, го наместите на кракот, еве кај С, не можеме да изброиме. Значи, мора да го свртиме агломерот комплетно, че го изместите скроз, да го свртиме, да го наместиме од точката А, еве вака, оп, го изместив, еве вака, да се поклопат 0 и 180 и сега гледаме. Аголот е точно 60 степени. Браво, Софи! Значи, ако е 60 степени, тогаш рефлексниот агол е 360 минус 60, значи 300 степени. Браво! Еве за крај, за денес, ајде да го зачуваме ова, како доказ. Дека сме го правеле. За крај имате само уште еден агол и завршуваме за денес. Ајде само да го најдам кај е тоа, еве вака. И ќе се обидам да ви нацртам еден агол. Малку ќе биде накосо, да ви биде незгодна проценката. Еве вака. И сега, ајде овој. Аголот нека биде М, Н, П. Што мислите? Каков е овој агол и колкава е неговата големина? Прво секогаш, при проценка на агол, определете од кој вид е аголот, а потоа направете проценка, па дури потоа ќе мериме. Аголот е тапи и помалку од 170 степени. 100. Значи помалку од 170. Добро. Друг? 160. Добро, ајде да видиме. 158. 158, друг? 184. 184 не може да биде од тој агол би бил поќе од рамен. Би бил рефлексен. 125. 155. 165, друг? 154. Друг? 150. 157. 156. 156. Ајде уште два одговори ми треба. 155. Добро, вака се. Ајде доста. Внимавајте сега. Добро.
уште еднаш заеднички со вас. За да добиеме добра проценка, требаше првин да го доцртате рамниот агол. Да доцртате ова правата овде. Сега, овој целиот синиот агол и беше рамниот или 180. Сега се поставува прашање. Колку е ова овде? Дали е помалку од 45, значи помалку од половината или поиќе од 45? Така, значи овој би бил околу колку? Помалку од 45 или колку? Од 35 до 40. Од 35 до 40 е 38. 38. 35 степени. Ако ова е 38 степени, еве да речеме, тогаш од 180, кој ќе одземеме 38, ќе добиеме 142 степени. Значи толку би бил тапиот агол. Ајде да провериме. Го местиде сега агломерот во центарот, вртиме да го добиеме кај нулата, еве вака, и сега броиме. 155, 156. Видите колку сте сгрешили, значи. Овој агол е всушност 156 степени. Еве да провериме колку е тапиот агол. Мислам, аголот што го доцртавме. Овој аголот, опа го изместив. Еве е нулата. Аголот уствари е 24 степени. А ние го задовме дека... Добро, значи 156 дали имавме проценка. Дали ви јасно, дечки? Дали ви јасно? Денес ова што го работев. Сега. За домашна ќе имате... Јасно. Готово, благодарам многу. За домашна, за денес. Имате следно. Имам малку време, ќе ми се потроши батеријата мене на лаптопот, ама да ви покажам имам доволно. Значи за домашна. Имате еве овдека, сега ќе ви прикажам 4 агли. Ќе ги намалам, бидат помалецки, за да може да се гледаат сите. Еве ги овие, ќе ги наместам вака, за да ги гледате сите. Пробајте со слободна рака, прецртајте ги. Аглите и за секој од овие агли треба да направите проценка. Зашто гледаме само веб страницата? Молам? Ау, туку да, се извинувам, не ја споделив назад. Одма сега. Ќе ги прецртате, ако треба направите скриншот, било што, или гледајте ги после на видеото. Јас ќе ги наместам овие, ќе ги имате и во папките ваши, за да ги гледате. Еве ги 6 агли, чие што треба проценка и големина да му направите. Не мора да бидат исти вакви, ама отприлики. Молам? Како учиме утре? Утре не. Вторник евентуално. Значи, вие што сте на мобилен, направете скриншот. Вие што сте на компјутер, направете принт скрин. Јарно, еве сега јас ќе направам принт скрин и ќе ви пратам во групата. На сите. Еве го. Направив една слика од задачите и ќе се обидам сега во четот, овдека додека пишувате. Видам дали ќе можам, ако не ќе ви пратам како документ после. Значи, обидете се да направите, со тоа денешниот час е завршен. Се гледаме утре. До гледање. Еве во четот го имате, ја имате сликата. Значи, во четот сликата ви ја пратив. Се гледаме утре во истото време. До гледање. До гледање. До гледање наставниче. До гледање. До гледање наставниче.